Руската политичка и војна пропаганда се засилува од 2014 година наваму со руската инвазија на Крим, што значеше и почеток на хибридната војна против Украина. Употребата на дезинформации и други форми на непријателски информациски операции се претвори во војна инвазија врз Украина во 2022 година. Со извртени тези, руската пропаганда настојуваше да продре во информациските системи на многу држави. Северна Македонија не е исклучок, дел од медиумскиот и онлайн простор е под влијание на овие манипулации. Во однос на изворите на дезинформации, идентификувани се неколку групи на проруски и антизападни портали со добро развиена инфраструктура на Facebook за ширење дезинформации. Тоа беше особено видливо во 2017 година при промената на власта, но и подоцна во периодот кога земјата пристапуваше кон НАТО. Русија во својата манипулативна војна користи најразлични форми. Таа се спроведува преку агенти на влијание и информациски операции и странски и домашни, кои се поврзани помеѓу себе и кои шират дезинформации и пропаганда. Надалеко се прочуени руските фарми на тролови и ботови. Ботовите се автоматизирана софтверска програма која го имитира човечкото однесување на социјалните мрежи. Тие предизвикуваат поларизација кај јавноста преку говор на омраза. Се користат и за хакирање, спамирање и крадење содржини. Троловите се вистински личности што објавуваат содржини и коментари со цел да предизвикаат реакции во насока на вознемирување и поттикнување поделби. Да не дозволиме троловите и ботовите да не водат низ светот на социјалните мрежи и во онлайн просторот. Научете да ја препознаете руската пропаганда.